Почитувани гледачи, добре дојдовте во уште едно издание на отвореното студио на телеканал А1. Наш денешен гостин во студиото е господинот Горан Торбаков, експерт за дијаспора. Со него разговараме на тема значењето на македонските иселеници за нашата земја. Господине Торбаков, добар ден и добре дојдовте. Добар ден, благодарам на поканата, добар ден до сите ваши гледачи и мило ми е ако успеам да одговорам на некои од вашите прашања. Вие сте еден од оние македонци кои со стекнато богато светско искуство се вратија да работат во нашата земја. Па еве кажете ни што е она што ве натера да се вратите во Македонија и какви светски искуства пренесовте во нашите институции со оглед на тоа дека сте работеле на повеќе различни функции? Точно така, јас поминав поголем дел од животот, 26 години надвор од Република Македонија. Се вратив пред 5 години. И причината за тоа што се вратив најмногу беше заради тоа што ја гледав Македонија како една земја која навистина напредува доста брзо економски. Сакав едноставно да можам да го пренесам барем она што моите 26 години надвор државата ми дале да го имам како на професионален, така и на приватен план. И така да одлучив пред 5 години да се вратам. Точно е дека работам се уште, меѓутоа сум работел во неколку институции. Она што навистина можам да го издвојам или за што сум допринел е секако од едно корпоративно искуство кое што некој би можел да го стекне надвор државата, работејќи во една економија или во еден свет кој што се нарекува развиен или развиено општество, каде што компаниите или организациите или структурата на работодавачите е доста добро структурирана со процеси, со процедури, со начин на кој што се работи. И сметам дека во еден поголем дел успеав да го пренесам тоа искуството кое што ми го дало како еден иселеник кој што долго години живеел надвор, а кој што никој пат не ја заборавил Република Македонија и секој е бил овде, без разлика каде да сум бил во светот. Тоа е уште една причина со која што можев да го доловам, ако ништо друго, да го доловам на еден друг начин тоа што иселениците фактички представуваат за Република Македонија, како они ја доживуваат, како ја осеќаат, како ја чувствуваат и тоа што иселениците или нашата диаспора допринесува во Република Македонија. И мислам дека успеав да бидам па на друг начин еден мост помеѓу државата, институциите и диаспората. Така еве кажете ни кое е значењето, односно колкаво е значењето на македонските иселеници за нашата земја? Значењето е огромно. Секојдневно, еве дури со сегашнава политичка ситуација која што веќе 2 години се случува во државата, има луѓе кои што имаат коментари во смисла луѓето се во диаспората, па не треба да ги интересира апсолутно ништо тука, ние живееме во државата и ние плаќаме порези, ние треба да одлучуваме, меѓутоа не е тоа баш така, бидејќи голем дел од луѓето кои што се во диаспората се уште се на многу близок или многу потесен начин врзани со Република Македонија. Еден од тие што сите имаат домови овде, сите имаат имот, било каков, редовно си ги подмируваат трошоците за нивните имоти, на нивните куки, за нивните станови. Никој пат нема нити ја заборавиле, нити пак ја заборават, меѓутоа има еден многу поголем момент од тоа, што секаде каде што сме, значи каде што има македонци на било кој континент, во било која држава, ние на еден и на друг начин сме амбасадори за Република Македонија, за нашата нација, за нашиот јазик, за нашето постоење, за нашата историја, па да не зборам за културата, која што не само што се практикува, не само што се гаи и се негува, него и успеваме во средините каде што живееме да ги еманципираме или да ги на еден на друг начин образуваме локалците или локалното општество за тоа што е Македонија, што е македонскиот народ, нашата традиција, храна, обичаи, музика и така натака. Така да тоа е, тие се, можам да кажам, едни од поголемите вредности,
А да не збориме за тоа што ние и како македонци успеваме на многу добар начин и да лобираме, зборам политички, во средините каде што навистина треба да се лобира, дали е тоа за, да кажам, правата и обврските кои што ги имаме како заедница во државата каде што живееме, или се работи за некои национални интереси како што се признавање на Република Македонија со нашето уставно име, било кој аспект од нашата национално представување, можам да кажам, пред било која друга држава. Значи имаме и доста јаки лоби групи кои што работат од диаспората секојдневно да ја го подобрат тој статус на Република Македонија, кој што за жалајте во некои држави се уште постои како таков со некоја придавка, меѓутоа по полека, нели сметам дека доколку постојат такви групи и тоа е целта на диаспората да се помогне оноку колку што се може на Република Македонија. Веќе неколку изборни циклуси диаспората доби право на глас на изборите во Република Македонија. Дали со тоа се подобри статусот и учеството на македонските иселеници во политичкиот и општествениот живот на нивната родна земја? Апсолутно, и тоа беше едно од, можам да кажам, поголемите работи кои што владата на ВМРО-ДПМНЕ ја направи во последните 10 години. Тоа беше да има возможност на диаспората да гласа. Сметам дека е добро да го појасниме делот околу гласањето на диаспората, бидејќи тој е многу битен. Битен е за нашето општество, важен е за нашето општество, бидејќи не само што пратениците беа тој мост помеѓу диаспората и матичната држава, него и бидејќи они беа членови на законодавниот дом, имаа многу прилики да излобираат, да се залагаат за работи кои што навистина се битни за диаспората. И владата во последните години навистина направи многу проекти со кои што им овозможи на диаспората и ги помогна прво процесите кои што се внатре во државата да бидат, можам да кажам, и пофлексибилни за нашите кои што се во диаспората, меѓутоа најважно е ги помагаше и се уште ги помага нашите организации кои што постојат во диаспората и кои што навистина се залагаат за промовирање на Република Македонија, промовирање на нашиот јазик, на култура, на националната свест и сите оние добри работи кои што ние ги имаме како македонци. Така да не станува збор дали е битно, во секој случај е премногу битно и се надевам дека во иднина тоа ќе биде водилка, дека треба да имаме пратеници и дека тие пратеници навистина треба да бидат да ги представуваат диаспората во нашиот законодавен дом. Според ваше искуство што значи правото на глас за иселениците? Па видете, правото на глас за иселениците навистина значи, прво уствари сакам да го дефинирам или да го објаснам начинот на кој што диаспората може да гласа согласно изборниот закони кој што постои моментално во Република Македонија. Значи, за да гласа било кој македонски државјанин кој што има македонска патна исправа и кој што има регистрирано последно живеалиште во Република Македонија, уствари има лична карта, може да гласа на парламентарни избори. Сите оние кои што ги немаат овие, не ги исполнуваат овие два услови, не можат да гласаат. Така да кога се збори за гласање на диаспората, многу е битно да разјасниме дека тука не се работи за сите наши кои што живеат во диаспората, каде што имаме нели втора, трета и четврта генерација некаде македонци, него само се работи за луѓе кои што, како што реков, имаат македонски пасош, имаат лична карта со последно живеалиште и се некаде во странство, дали е тоа 6 месеци, 1 година, меѓутоа сепак они се водат како жители на Република Македонија. Тие луѓе од било кој ангол гледано, они сепак имаат многу право да гласаат за државата, бидејќи повеќето од нив можеби се на привремена работа во странство, повеќето нив и да се иселени, они сепак не се иселени толков долг период за да имаат од било кој аспект изгубено некаква конекција со државата. Така да ако загледаме законската рамка и она што законот го предвидува,
сите тие кои што имаат право да гласаат се луѓе кои што се уште плаќаат порези во државата, имаат последно живеалиште, што значи дека имаат куќа или стан или поседуваат имот и секако дека им следува согласно законот, Уставот на Република Македонија, право на глас. Така да таа дилема околу дали можат или не можат да гласаат, ова навистина е абсолвирана и на друг начин и добро би било во идните години не само тие кои што се иселиле, него добро е и оние кои што регуларно доаѓаат, а немаат последно живеалиште, има многу кои што доаѓаат и се купуваат имоти, да си го регулираат тоа право со тоа што би добиле право да гласаат на наредните избори. На последните парламентарни избори кои се одржаа во земјава, диаспората не даде пратеник. Па еве според вас која е причината за тоа? Видете, според мене ситуацијата дополнително се искомплексира во смисла на промена на изборниот законник. Сметам дека ова беше еден политички притисок кој што беше извршен од другите три политички партии во ВМРО-ДПМН, бидејќи реалноста е дека диаспората или гласачите во диаспората се 99% гласачи на ВМРО-ДПМН, не заради тоа што они се приморани да го прават тоа, него заради тоа што ВМРО-ДПМН е единствена партија која што навистина се залага за диаспората, се залага за националните интереси на оваа држава и тоа е нешто кое што согласно размислувањето и ставовите на диаспората и на луѓето од диаспората не треба никога да се промени. Така да притисокот кој беше извршен да се промени изборниот законник и да се стави квота во избирачките места драстично ја промени ситуацијата во диаспората, поготово што треба да се разбере дека, еве да речеме да ја земеме Австралија како една изборна единица. Во Австралија има две места каде што може да се гласа, тоа се конзулатот во Мелбурн и амбасадата во Камбера. Меѓутоа, вие имате големо гласачко тело во Перт, имате големо гласачко тело во Бризбан, имате во Сиднеј. Да може некој од Сиднеј дојде треба да патува 350 км до Камбера да гласа, да не збориме за овој од Перт, кој што треба со авион да патува 4,5 сати да стигне до Мелбурн да гласа. Така да, бидејќи квотата беше сменета, не се достигна тој број кој што требаше да се достигне и тоа се знае дека беше направено, како што реков, под притисок во тие преговарачки тимови кога се правеше пржинскиот договор за да се промени изборниот законник, се со цел знаејќи дека диаспората на друг начин функционира така. Во Америка исто, во Канада исто, па и во европските земји. Имаме, значи, една амбасада, каде што може да се гласа, или амбасада и конзулата, веќе имаш ти држава која што е огромна и каде што луѓето навистина беа приморани да патуваат долго време за да стигнат до гласачкото место и мислам дека тоа навистина беше еден од пресудните фактори за кои што не се достигна таа квота. Меѓутоа, тоа како и да е според моје мислење тоа на наредните избори, не само што би требало да се смени, него и би требало да имаат разбирање сите политички партии во државата дека диаспората е многу битна за државата, да не збориме за битноста на диаспората околу девизниот прилив кој што доаѓа по основ на значи кој што е регистриран од Народната банка на Република Македонија и кои што се девизните дознаки, со девизни дознаки, а некаде околу 1,6 милиарди евра се влеваат во државата. Еве да бидеме конзервативни и да кажеме дека само 50% се од диаспората, тоа се 800 милиона евра, кои што влегуваат во државата, директно во државата, од диаспората секоја година. Така да, ако збориме за и за една финансиска бенефиција, финансиската бенефиција е огромна за државата, која што диаспората на друг начин ја внесува и ова зборам само за регистрирани трансфери. Тука имаме нерегистрирани трансфери за кои што не се води евиденција, тоа се менувачниците. И каде што сигурно има 2 или 3 пати повеќе разменети средства
од нашинци кои што или секоја година ја посетуваат државата, доаѓаат на одмор тука и кои што кеш ги разменуваат своите пари во менувачница. Така да сега оставам на вашите гледачи да сватат која е големината на средствата кои што се влеваат во државата од диаспората. Така. А каков е ставот на македонските иселеници во врска со моменталната политичка состојба во државава? Па мислам дека и вие медиумите редовно тоа го покривате. Едни од првите, можам да кажам, организации кои што директно и јавно се обратија до македонската јавност беа организации од диаспората, кои што го осудија секаквиот начин на одолговлечување на оваа политичка криза, секаквиот начин на преземање на власта без легитимитет од народот, да не збориме за воведување на двојазичност, за промена на химна, за промена на знаме, за двојазичност во, не знам, институциите, за признавање на некои непостоечки геноциди и така натака. Така да, ставот на диаспората е секојпат бил секојпат и секојпат ќе биде многу јасен во овој поглед, дека сите национални интереси на Република Македонија, а тоа е нашето име, нашата сувереност, знамето, грбот, јазикот, се нешто кое што не смее да се промени и дека ние, како македонци од диаспората, на секој можен начин ќе го браниме тоа. Така, каков е нивниот став во врска со темата за двојазичност која што беше јавно отворена и надвор од границите на Македонија? Видете, они можам да кажам ние, бидејќи јас сепак се сметам за еден од нив, бидејќи имам живеено доста години, ние сите ја разбираме, знаеме што значи двојазичност, поготово во едно општество во кое што е толку софистицирано и развиено. Јас моите 26 години и поминав во Австралија. И секако во Австралија на никој не ни е забрането да си го збориме македонскиот јазик, дали е тоа дома, дали е во нашите друштва или организации кои што постојат македонски. Меѓутоа, официјалниот јазик на државата е англискиот. Секако дека на оние на кои што им е потребно, да речеме, подршка од преведување, многу институции имаат можност да повикаат преведувач кога некој има закажано некаков состанок, дали е тоа во социјално или е во агенцијата за вработување. Меѓутоа, тоа е на адхок база. Значи, ова не е нешто за кое што ти можеш да влезеш и да кажеш мене сега ми треба преведувач на македонски. Се знае, јазикот официјален е македонски, не ни е забрането на никој да гаиме вера, да имаме наша црква, која што собствено треба да си ја изградиме. И се знаат стандардите во кои што можеш да изградиш црквата во смисла колкава големина да биде или џамија или било што. Така да, ова што се бара во Република Македонија од двојазичноста е навистина едно прашање кое што несватливо е, поготово за сите нас кои што живееме во општества кои што навистина, да кажам, се развиени и демократски, нели сепак ние како држава се стремиме да влеземе во Европската унија, да станеме дел од едно општество за кое што сметаме дека е развиено, дали е тоа економски или културно или од социјален аспект. И доколку ова прашање е неприфатливо во развиените земји, ја не гледам зашто би било прифатливо во Република Македонија. Па вие во Австралија имате милиони италијанци, имате милиони кинези, имате милиони грци, имате стотици илјади македонци. Замислете сега сите од нив да побараат да се воведе двојазичност во државата. Прво и основно тоа нити ќе се случи, бидејќи државата е регулирана со устав и тој устав, поготово кај нив, можеби не е ни четнат последните 150 години. Меѓутоа, ете, ние сме едно младо општество кое што сме во развој, имаме многу потенцијали, али сепак мислам дека народот е многу свесен за тоа што се случува. Македонија како држава не за џабе се вика Македонија или Република Македонија. Се знае дека овде официјалниот јазик е македонски јазик, дека националноста е македонска, како и ние сите што сме австралијанци со македонско потекло. За мене сите други малцинства се македонци кои што потекнуваат од Албанија, потекнуваат од Бугарија, потекнуваат од Србија, потекнуваат не знам од било кој друг дел на светот, и на таков начин
Тоа на таков начин се гради мултикултурализмот. Мултикултурализмот не се гради со расцепување на државата и со возможување на секој едно малцинство да ги ужива не правата, него да биде еднаков со мнозинството на населението во државата. Вие имате искуство и во областа на привлекување на странски инвестиции во земјава. Дали овие инвестиции кои влегува во земјава во изминатите години ја раздвижија македонската економија? Апсолутно. Тоа беше една од подобрите работи кои што владата на ВМРО и направи последните години. Секако дека се отворија многу работни места, секако дека влегува искусни и значајни инвеститори во светски рамки, секако дека го подобрија не само, како што реков, не само вработувањето, него и бизнис атмосферата во државата, го подобрија и ја подобрија и конкуренцијата која што постои во државата, нормално извозот, меѓутоа исто така донесоа ноу-хау, значи донесоа знаење во државата, дали е тоа технолошки или е човечки ресурси или е од било кој аспект во нивната дејност. Меѓутоа едно од уште побитните работи е дека сите инвеститори гледаат секаква можност да соработуваат со македонски фирми поврзани со нивната дејност, кои што сакале или не келе, со текот на времето и они мора да се преструктурираат на или на друг начин, да воведат нови начини на работа, нови методи, да го сменат сваќањето, да направат краткорочни и долгорочни планови за нивниот бизнис, за нивниот развој, стратегии кои што би ги одвеле на едно подруго ниво, бидејќи сакаат да соработуваат со компаниите кои што навистина имаат, како што реков, еден софистициран и изработен принцип и начин или бизнис план, ако може така да се изразам. Така да инвестициите неколкукратно помогнаа на економијата, помогнаа на Република Македонија од неколку аспекти, значи вработување, размена на искуства, технологии, како и подобрување на домашните компании, конкурентноста и иновативноста на компаниите кои што би сакале или сакаат или соработуваат со инвеститорите. Дали и колку нашите иселеници инвестираат во Македонија? И нашите иселеници сметам дека инвестираат. Имаме иселеници кои што имаат отворено прехранбени или производствени капацитети. Имаме иселеници кои што имаат отворено или купено туристички капацитети. Имаме иселеници кои што имаат кои што развиле бизнис и тоа добри бизниси во транспорт или градежната индустрија. Така да имаме прилив на инвестиции од диаспората. Можеби не е во големина во која што сите ние би сакале или би очекувале, меѓутоа сепак и тоа е еден процес, можам да кажам слободно можам да кажам на продавање на бенефициите кои што ги нуди државата. И се надевам и сигурен сум дека во иднина тоа ќе продолжи. Сега нормално со оглед на ситуацијата последните 2 години, мислам дека треба да признаеме дека можеби има забавување во смисла на колебањето или колебливоста на луѓето да инвестираат, али во секој случај еве бројките кои што доаѓаат деновиве, поготово вработеноста, па покажува друга слика, така да не мислам дека тоа е отидено во еден момент кој што можеби е многу загрижувачки, али посекако влијае на инвеститори кои што ја имаат и ја имаа Македонија на мапата за инвестирање. А колку еве моменталната политичка состојба во Македонија според вас влијае на странските инвестиции во земјава? Па апсолутно, тоа го зборам, значи влијае стварно многу од многу аспекти, бидејќи секоја инвестиција е нормално врзана со стабилноста на државата, со економијата, со растот на економијата, со планот и кој што една влада би го имала за развој на државата и на економијата. А секако дека има влијание,
Меѓутоа, ете, во последната година сепак видовме инвестиции и видовме компании кои што инвестира. Они веќе сигурно биле во еден процес во финалната фаза на инвестирање. Се надевам дека трендот ќе се подобри, меѓутоа можам само да кажам дека да не се случеше ова што и се случи на државата, да не се случи овие уцени, неубави работи, што знам, лажни снимки и така натака, дека Македонија ќе имаше многу повеќе инвестиции неголи што има сега. Сигурен сум дека имаме инвеститори кои што не се откажале, меѓутоа едноставно го пролонгирале инвестирањето само заради тоа што нели се чека на еден или друг начин да се речи политичката криза. Вие исто така имате искуство и во областа туризам, па еве да го искористиме моментот да ве прашаме и околу оваа тема. Кажете ни колку како земја Македонија има туристички потенцијал, дали всушност располага со доволно туристички потенцијал, дали се промовираме, колку се промовираме, дали треба да се промени начинот на кој се промовираме? Апсолутно, Македонија можам да кажам, има огромен потенцијал за туризам. Поготово туризам кој што во последниве години е многу популарен. Тоа е адвенча туризмот, тоа е храна и вино, и тоа е убава природа. Луѓето се помалце посетуваат, не знам, некои луксузни хотели, места кои што се монденски, на луѓето се повеќе ги интересира природа, ги интересира адвенча и ги интересира храна и вино, а ние сме фантастично позиционирани да ги понудиме овие три работи. И тоа е она за кое што индустријата поготово, македонската индустрија или агенциите кои што се занимаваат со инбаунд туризам, се насочени кон овие дејности. Мислам, се забележува и во државата начинот на кој што моментално да кажеме и винариите го сменуваат курсот на работење, отвараат многу добри ресторани каде што туристите можат да престојат, отвараат и сместувачки капацитети. Македонија не располага со многу луксузни капацитети, меѓутоа располагаме со капацитети кои што би можеле и ги обслужуваат туристите кои што навистина тоа го бараат. Имаме страшни можности за туризам, како што реков, за адвенча туризам, бидејќи нели нашата држава е планинска, имаме прекрасна природа, имаме реки, имаме езера, имаме планини, сето тоа ги плени гостите, а најмногу ги плени храната, која што премногу убава знаеме да ја сготвиме, да ја презентираме и ја има во изобилство. Тоа е нешто за кое што многу странски туристи кога доаѓаат во Република Македонија и е ефтина, согласно сите истражувања европски и светски кои што моментално излегува последниве неколку месеци дека Македонија е една најефтините земји за исхрана во Европа. Тоа значи кажува дека за еден германец кој што доаѓа тука и ќе има една полна софра со макала, со мезиња, со сирење, со било кои други јадења, е многу поевтино ненормално него во Германија. И тие се работите кои што ги интересира луѓето, се промовираме. Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот последните години интензивно се промовира на повеќе големи саеми, а не само тамо и него и со други проекти во нашите соседи кои што се исто така битни за нашиот туризам. Диаспората која што секоја година доаѓа, последните неколку години имаме дури еден тренд на втора, трета генерација македонци млади кои што се организираат тури преку туристички агенции со пријатели кои што се нивни во средината кај што живеат и ја патуваат Македонија, дали 5 или 10 дена. Тоа е еден туризам кој што од диаспората доаѓа. Така да имаме огромен потенцијал, туризмот расте. Туризмот е една фантастична дејност која што навистина ги опушта луѓето, ги забавува, ги прави да се осеќаат многу убаво, е интересна, значи не е политичка, не е економска, не е некоја тема која што навистина замара и дури домашните луѓе се заинтересирани. Јас вака што разговарам со многу агенции, од пензионери, од секакви групи кои што редовно
мислам, одат во различни места во Република Македонија и посетуваат различни места и тоа е на еден или друг начин домашниот туризам. Тоа значи дека работата во оваа насока ги привлече туристите и го зголеми бројот на туристи во земјата. Апсолутно, бројот на туристи се зголемува секоја година, се отвараат нови капацитети, се стандаризираат процесите и условите со кои што се пречекуваат гостите, пополека угостителството, тука се вклучуваат и хотели, ресторани и сите едно поврзани во тој ланец на туризмот, се надградуваат секоја година, се осеќа подобрување, стандардите со кои што се понудуваат услугите се накачуваат повисоко и сметам дека во таа насока имаме огромен потенцијал, имаме доста работа, меѓутоа се оди се подобрува и се надевам дека во наредните години ќе имаме уште толку многу повеќе туристи. Господине Торбаков, јас ви благодарам за одвоеното време и за вашето денешно гостување. Ви благодарам уште еднаш на поканата, мило ми беше ако успеав да одговорам на некои од вашите прашања и ве поздравувам. Благодарам уште еднаш. Почитувани гледачи, тука е крајот на денешното издание. Се гледаме повторно во наредното, а до тогаш останете со програмата на телеканал А1. Пријатно!